Добро вечер и благослов Божи, почитувани слушатели. Се разбира, вие слушате емисијата Гласот на вистината, која што се емитува еднаш неделно. Почитувани слушатели, се разбира, целта на оваа емисија е да ви ја прикаже вистината. Се разбира затоа што се уште има трагачи по вистината. И затоа сметам дека емисијата Гласот на вистината и тоа како може да помогне на оваа таргет група на луѓе кои што се уште се трагачи по вистината. Иако Библијата е многу јасна и гласна по оваа прашање, дека вистината всушност е Бог, и за тоа ни зборува самото Свето писмо. Пред 2000 години, кога Месијата дошол на овој свет, тој за себе си тврдел дека е единствената вистина и дека повеќе човекот нема потреба од потрага на вистината. Па дури Библијата зборува за смислата на животот, не само за вистината, туку и за смислата на животот, дека во Бога е смислата на животот, затоа што тој е изворот на животот. Почитувани слушатели, зборуваме Бог е поразличен од нас или Бог е поразличен од човекот. Веќе неколку емисии зборуваме по оваа прашање и длабоко верувам дека добиваме некоја јасна слика зошто Библијата зборува за тоа дека Бог е поразличен од нас и во што се разбира е поразличен од нас. Прво, кога зборуваме за карактерот Божи и за атрибутите Божи, тие доволно зборуваат, или овие две нешта доволно зборуваат зошто Бог е поразличен од нас и се разбира во што е поразличен од нас. Видовме прво дека Бог е дух и оние што му се клањат треба да му се клањат во дух и вистина. Потоа видовме, иако Бог е дух, но сепак тој не разбира, кога дури и никој не разбира. Бог најдобро не разбира. Потоа видовме дека тој дух е чувствителен. Всушност откриевме преку зборот Божи дека Бог е чувствителен и дека тој ги чувствува и ги разбира сите наши проблеми и сите наши грижи со кои што денеска човекот се разбира се соочува. Потоа видовме дека Бог е вечен и дека од него произлегува вечноста. Додека Исус беше на оваа земја, тој зборуваше за себе си дека тој е животот вечен и дека секој кој верува во него се разбира ќе има живот вечен. Потоа видовме дека Бог е неизменлив. Овие сите нешта зборуваат доволно дека Бог е поразличен од нас. Бог е неизменлив, тој е вечен. Бог не е ограничен. Тој не се изменува како што ние се изменуваме. Имаме ние рамка на живеење. Бог е вечен. Тој нема рамка за живеење. Тој е надвор од просторот и времето. Затоа ни зборува Библијата. Затоа ни зборува апостолот Петар, кој вели дека пред очите на Господа 1000 години се како еден ден и еден ден се разбира како 1000 години. Потоа видовме како Самуил му вика на Саул дека Бог не е човек па да се изменува, ниту син човечки па да се предомислува. Бог не е како нас. Ние знаеме многу често пати да се предомислиме, да ги измениме нештата кои што веќе ги кажавме, па дури да го измениме зборот кој веќе нели и го дадовме. Потоа зборувавме дека Бог е сегде присутен. Ова ни дава во знаење дека ние сме ограничени. Ние можеме да бидеме лоцирани на едно место, а Бог да биде всушност на секое место. Без исклучок, Бог може да биде секаде. Но човекот е ограничен и тој може да биде во едно место и да се лоцира, се разбира, во едно место. Бог знае се, па дури ги знае нашите намери на нашето срце. Дали ние знаеме се или сепак сме со едно ограничено знаење? Ние имаме ограничен капацитет. Ние имаме ограничена рамка, ограничено време и надвор од тоа ние не сме можни или немаме таков капацитет
за да можеме да знаеме се. Како велиме? Дека додека сме живи ќе учиме, затоа што всушност ние и не знаеме, се разбира се. Ова вечер зборуваме за тоа дека Бог е премудар. Значи, покрај тоа што Бог е сегде присутен, дека тој е вечен, дека тој знае се, дека од него произлегува вечноста, дека тој не разбира, сепак е Бог премудар. Се удостоил и се раководи со најголемата мудрост. Со највисокиот на степен Бог се раководи. Тој е најмудар. Мудроста е знаење во акција, здраво расудување, односно мој за правилно и праведно проценување. Еве што ни е запишено во Римјаните 16 глава 27 стих. Неединствениот премудар Бог нека биде слава преку Исуса Христа во сите векови. Амин. Неединствениот, значи нема втор, нема друг, туку Бог е единствениот. Бог е единствената личност која е премудра личност и нема таков, нема заменлив. Бог е уникатен по оваа прашање. Тој е премудар и ја има најголемиот степен на мудроста. Почитувани слушатели, колку Бог е мудар, тој знае најдобро за себе си колку тој е мудар, но знам дека Бог е најмудар и располага со најголемото знаење во минатото, сегашноста, па дури и се разбира во иднената. Еве сакам да ви дадам еден соодветен пример кој ни е запишан, се разбира во Светото Писмо. Се разбира, сакам да го спомнам синот на Давид или на цар Давид, Соломон. Соломон располагаше со знаење, но прашањето е, дали Соломон е роден како мудар или Соломон ја просел мудроста од сосема друго различно место. Кога ќе го читаме Словото Господово, кога ќе читаме во книгата Цареви, па и во другите книги, ќе видиме од каде Соломон ја имал таа мудрост, од каде доаѓала мудроста на Соломон. Иако Библијата го опишува Соломон како најмудриот човек, дека пред него немало, ниту после него ќе има премудар. Библијата вели дека Соломон пошол во главниот жртвеник, каде Соломон пренесувал жртви се паленици пред Господа, жртвеникот Гаваон. И тој таму Господ му се јавил и му го прашува: што сакаш да ти дадам? Барај сега од мене. Почитувани слушатели, едно доста интересно прашање кое што можеби си го поставувате и си го поставувам јас. Замислете си. Ако сега најмоќното суштество, Ел Шадај, оној кој е семоќен, оној кој е се во неговата рака, оној кој го твори небото и земјата и се што е на нив, доаѓа и ти вели: барај што сакаш ке ти дадам. Многу интересно прашање. По ова прашање па дури јас многу често пати размислувам. Но видите, кога ќе ја читаме Библијата, ќе видиме што е тоа што Соломон побарал. Тој побарал разумно срце, за да може да го води неговиот народ. Всушност, да го води Божиот народ. И оно што Соломон го побара, Библијата вели дека тоа било угодно пред очите на Господа. И Господ му вели: не побара ни сребро ни злато, ниту слава за себе си. Затоа ќе ти дадам мудрост. Затоа што бараш мудрост, но исто така ќе ти дадам злато и сребро, па дури и слава. Ниту пред тебе, ниту после тебе ќе биде некој помудар, ниту побогат од тебе. И стварно, кога ќе читаме Библијата, ќе видиме дека Библијата зборува дека Соломон имал па дури судско место каде им судел на народот. И затоа му било потребно на Соломон Бог да му даде разумно срце, за да може да управува, да го дели доброто од злото. Имаме еден настан кој што одма потоа ни е запишан, се разбира, во Светото Писмо, каде две жени се расправаат за своите деца. Каде што имаме две деца, од кои едното бебе всушност е мртво.
И едната жена вели за живото бебе дека е незино и другата жена вели дека е незино. Потоа Соломон побара меч, Библијата вели, и му донесеа меч, и бебето сакаше да биде разделено на две половини, за да може едната половина да биде дадена на едната жена, а другата половина на другата жена. Почитувани слушатели, вистинската мајка прва реагира и вели не, да и теи го цело бебето. А замислете си што вели другата жена, вели не, едната половина нези, другата половина мене. И Соломон така дознава која е вистинската мајка на самото бебе. И му ја даваат, нели и го дава бебето на вистинската мајка. И Библијата зборува дека од тогаш целиот народ почна да се плаши од Соломон, затоа што тие разбра дека на вистина Господ е со него. И еве што вели Библијата. И царот проговори рече, дајте го живото дете на првата и не убивајте го, зашто тоа е неговата вистинска мајка. И сиот Израел слушна за судот, како пресуди царот, и почна да се однесуваат кон царот со длабока почит, зашто видел дека има мудрост Божја во него за да изврши суд. Значи, целиот народ, откако настана оваа случка, почна така речено да му се поклонува и да му оддава еден посебен почит на Соломон, заради тоа што тие самите увидоа дека Соломон располага со знаење. Но сепак Соломон не е роден со знаење, туку знаењето кој го имал, мудроста која имал Соломон, била од Бога. Доаѓал од тој небесен престол. Доаѓал од самиот Господ Бог, од оној кој е најмудар, кој го има најголемиот степен на мудроста. Ако сакаш да бидеш мудар и да носиш мудри одлуки за тебе, за твоето семејство и за многу работи, тоаш барај од Господа во молитва да Бог ти даде мудрост, за да можеш да се справиш во сите кризни подрјачја во твојот живот. Почитувани слушатели, Господ нека биде со вас, се разбира, и се слушаме до наредната емисија, се разбира емисијата Гласот на вистината. Не заборавајте дека Бог е премудар и тоа не прави нас различни. Библијата не опишува или Библијата го опишува човекот како безумник, оној кој нема знаење, оној кој не располага со знаење. Но ако бараме од Господ мудрост, бидите сигурни дека Бог е расположен како што беше расположен, се разбира, за Соломон. Бог не е променлив, тој не се променува. Ако бараме нешто од Господа, Бог е спремен, се разбира, по неговата милост и љубов да ни даде. Барете од Господа мудрост и Бог е подготвен да ни ја даде таа мудрост. Се разбира, се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Имајте убава и благословена вечер и се слушаме. Поздрав!